Одиме понатаму да ве информираме за еден интересен настан кој што се случуваше минатата недела, имено Детската амбасада Меѓаши организираше работилница во рамките на која најмладите можеа да учат циркуски вештини и тоа од вистински професионалци кои што дојдоа од Франција, меѓу нив тројца французи и еден македонец кој што изучува циркуски вештини токму во Париз. Инаку таму во Европа, во Париз, во Белгија, циркуските вештини се сметаат за вистинска наука и луѓето со години се оспособуваат за вакво нешто и веднаш потоа, како што ни кажа, имаат обезбедено и работа во рамките на циркусите во овие земји. Ајде да видиме како најмладите се забавуваат. Летни работилници за стекнување вештини и знаења за изведба на циркус се одржаа од 28 јули до 1 август во рамките на активностите на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Циркуската школа Национален театар за циркуска уметност од Франција престојуваше во Скопје со цел да им ја приближи работата на циркуските дисциплини и уметноста на циркусот на децата членови на амбасадата. Allez, champion! Ouais, mon gars, t'inquiète. Bravo! Во програмата беа вклучени 5 категории на учење циркуски техники: жонглирање, акробација, рамнотежа, игра на актерот, доверба во својот партнер другар. Освен со циркуските техники, децата имаа можност да се запознаат и со животот на луѓето во циркусот, како и со нивните патувања. Тие цртаа и се дружеа. Потенцијал има кај многу деца. Не беше тешко. Мислам, секој ден имавме по 4 сата овдека, така да не бевме многу присутни. Али углавном децата беа задоволни и среќни. Мислам дека самите видовте имаше деца што научија многу повеќе, деца малку помалку, зависи кој како беа мотивирани за работа, така. Мислам дека во групата сите се забавува. Идејата да дојдеме овде во Македонија беше со Реми Матју на асоциација од Франција. Значи сакавме да работиме за разновивање на циркусот во Македонија и во Балканот исто. Така да направивме еден проект зборевме со детската амбасада, со медиарц од Охрид, така да дојдовме овде за по 3 недели ќе бидеме. Значи целта беше да работиме малку на улица, луѓе да не видат, да дознаат што е циркус и циркуски уметности и да дадеме работилници, значи за деца со проблеми и без проблеми, значи за сите деца отворено да може да дојдат. Работилниците се одвиваа на отворено, во дворот на амбасадата, така што секое заинтересирано дете имаше можност да биде дел од публиката, секој ден, во термините предвидени за работа. Во првиот дел од представата, која се одржа на 1 август, се представија децата кои учествуваа во циркуските работилници, а во вториот, студентите од Циркуската школа Национален театар за циркуска уметност Франција. Идните планови, па сега прв пат дојавме во Македонија сите за Баскерфест, значи ова е втор пат како доаѓаме, се надевам дека за нова година ќе дојдеме пак повеќе луѓе. Значи пробаме да организираме малку културни настани каде што може да го презентираме циркусот, истовремено да запознаеме млади кои што сакаат да научат циркус и да дознаат како живееме во циркускиот свет.